Верувале или не, тројца пратеници од диаспората гласале за законот за амнестија, а Владко Ѓорчев Милошевски, Гордана Јанкуловска и други 10 пратеници од ВМРО ДПМН во последен момент се извлекле, излегле надвор за време на гласањето. Само гласале жртвените јагнина. Ако го погледнете списокот кој како гласал, на списокот ќе го видите дека Милорад Додевски, пратеник од Австралија, гласал за законот за амнестија. Каде е совеста на грижа? Кој ќе ги носи убиените, малтретираните и масакрираните на душа? Кој им даде право да креваат два прсти? Дали помислие како ќе се осеќаат роднините и најблиските? Овакво дело против човештво, значи кај што се убиени или цивили, не застарува. Овиот човек е мачен, кацкан, убиен, влесен со трактори, фрлан дел по дел. Покрај наназад 10 години без малку што има, пасивното седење на сите влади, не преземање на никакви конкретни действија да се разоткријат, да се расветлат тие случаи. Ова е веќе врв на некоја нечовечност, газење на сите човекови права, на сите правни норми, нешто невидено можеби во свет. Толку бесрамно и дрско се заложуваат за оваа амнестија, значи самите починители ги бараат тие да им се признае злочинот, да им се просто нечувено у светски рамки, ја мислам. И сега бараме луѓе, чим даде амнестија, бараме луѓе, или живи или мртви. Ова е тешка и болна случка. 10 години се мафтаме по овие институције и не лажеа, баре да ни кажеа на време дека било договорено ова. Дали помислија сега како ќе се чувствуваат сите тие што гласаја за тие пратеници? Она што се направи вчера во нашиот парламент е далеку од умот и е срам за сите нас. На Владко Ѓорчев, Милошевски, Гордана Јанкуловска му треба се уште кариера, затоа излегоја и не гласаја. Не сакаја да се запишат во историјата како предавници, а и зошто, кога има други полтрони, телина, млади овци, односно жртвени јагнина. Месечино, по сестримо моја, дали негде другде, како во племево мое, предавството одлика се прави, а поразот срамен, како победа се слави. Од диаспората кратко коментираја, младите и новите пратеници пред само еден месец се запишаја во историјата како први пратеници од диаспората, а за само многу кратко време како предавници, што ќе се носат товар за цел живот. За џабе не вели една поговорка, ако немаш своја глава, односно ако немаш во главата, ќе имаш во петиците, додека има овци, ќе ги стрижат. А сега, што остана уште од Македонија, само лути рани, изроди, фазали и јунаци завиткани во 300 лакти платно. Некои нашинци од диаспората кратко коментираја дека ова нека ни биде голема поука, дека не треба да се верува во лидери партија туку во Македонија. Значи, Македонија треба да ни биде пред се. И татко нека биде, и брат нека биде. Ако греше, треба да се каже да се греши, за понатака да не се прават истите грешки во штета на фамилијата или во штета на државата Македонија. Иако никој не веруваше, нечестните игри допрва излегуваат.